Во последните 15 дена, во конкуренција на над 4500 градови, Скопје 2 пати се искачи на листата на најзагадени градови во светот. И за разлика од порано, кога снежните врнежи и врнежите од дожд придонесуваа за намалување на загадувањето, овој пат не помогна ниту тоа. Најалармантно беше за време на викендот, а како најголем причинител за загадувањето, и овој пат прстот беше вперен во домакинствата кои се греат на дрва и автомобилите. Сепак, граѓаните се спротивставуваат на ова тврдење, со забелешка дека токму за време на викенд сообраќајот во Скопје е двојно редуциран и виновникот за отровниот воздух треба да се бара на друго место. Неодамна градот Скопје во соработка со МАНУ направи анализа за причинителите на загадувањето, во која беше посочено дека домакинствата се најголемите загадувачи на воздухот. Сепак, анализата беше нецелосна, затоа што во неа експертите одлучиле да не ги вклучат фабриките. Градоначалникот на град Скопје, Петре Шилегов, спасот од загадувањето го гледа во градското енергетско предпријатие. Градот Скопје го основа градски енергетски системи, кое што треба да се занимава со системско решавање на најголемиот причинител на аерозагадувањето, а тоа е индивидуалното затоплување на домовите. Напоменувам, 73.000 куќи, станови, домови во Скопје се надвор од организиран систем на затоплување на домови. 53% изнесува придонесот на затоплувањето во аерозагадувањето. И тука лежи суштината на решавање на проблемот со аерозагадување. Со тоа предпријатие, со имање лиценци, со управување на мрежата, ние и на социјално загрозените, да речам, наши сограѓани, го доведуваме градот како институција во активна позиција да понуди пакети, програми, помош на граѓаните, со цел да не еколошкото затоплување на домовите го замениме со соодветно еколошко, дали од топловодната мрежа, дали од гасоводната. Ние во оваа година што измира го имаме поделено градот. Каде, бидејќи немаме многу пари, каде ќе продолжиме со развој на топловодната мрежа, каде ќе започнеме со секундарната гасификација. Покрај градското енергетско предпријатие, градот со 27 мерки се справува со загадувањето, тврди Шилегов. Трамвајот е една од мерките која според првиот човек на градот потполно ќе го смени сообраќајот во Скопје и ќе ги мотивира граѓаните да користат јавен превоз. Градот Скопје во текот на оваа година сериозно го засили инспекцијскиот надзор врз правните субјекти. Го вративме миењето на улиците, рачното миење на улиците што години назад го нема со тие скромни капацитети што ги имаме. Градот Скопје изработи нова сообраќајна студија за јавниот транспорт во градот и вие знаете, председателот на владата го најави трамвајот. Тоа е нешто што градот го сработи. И сега очекуваме да го решиме финансирањето, трамвајот ќе го смени целокупниот сообраќај во градот, не само јавниот транспорт. За разлика од минатата година, кога градот 2 пати во текот на зимската сезона ги воведе мерките против загадувањето, оваа година тоа се случи само еднаш, што според Шилегов е доказ дека се работи на решавање на проблемот.